почитувани гледачи, еден голем поздрав до сите вас, верни наши гледачи од комплексот Етно село Тимчевски, каде што заедно со екипата на Вкусот на традицијата на Алфа телевизија ќе ви презентираме еден нов рецепт на денот. Дали може би сте се досетиле, согласно со временските услови надвор, кога веќе температурата е многу висока, кога е многу топло, дека можете да направите супа која што не се вари. Така? Едноставно што ќе ве разлади, ќе делува благопријатно на вас и ќе уживате во вкусот на таа супа. Таа супа, драги мои, е летна супа од краставица. Знаеме дека краставицата е многу омилен зеленчук кај нас во Македонија. Значи, секогаш е присутна на трпезата, дали ќе е во шопска, дали ќе е во мешана салата, дали ќе е во жетварска салата, таратор, и многу други салати, или едноставно така излупена, скината од бавча, посолена за мерак. Таа е одличен диуретик, се препорачува на луѓето кои што имаат покачен крвен притисок. Понатаму во сите овие услови, повторно велам, на топло време, идеално, значи да се прават сите салати од неа. И се сеќавам кога бев мала, најчесто старите луѓе употребуваа некои мисли шеговити кога велеа, ма не, со неа не се сади краставица. Толку ми беше тоа смешно. Или што посадила криви краставици и така натаму. Значи ги има криви, ги има прави. Јас најповеќе ги обожувам, овие се баш домашни, тука од пластеникот на Етно село Тимчевски, каде што навистина одгледуваат, произведуваат прекрасни краставици. За оваа летна супа, ладна супа од краставица, нас ќе ни биде потребно 2 краставици со една нормална големина. Ако се помали, ставете 3 краставици. Една мала главичка ситно сечкан кромит. Црвен, по можност, да е за оваа летна студена супа. Едно чешне лук, колку да го обои вкусот на супата. Понатаму ќе ни треба една шолја за чај или за млеко, 250 мл јогурт, 2 децилитри кисела павлака или, ако немате кисела павлака, ставете исто така една чаша кисело млеко. Затоа ние имаме тука 2, за да ви кажам дека може и со едното и со другото. 2 супени лажици оцет, јаболков, вински. Ако имате алкохолен, ќе ставите само една супена лажица. 2 супени лажици маслиново масло, малку Макдонос, вода по потреба, малку половина кафено лажиче мешан сув зеленчук, копар 2 мали кафени лажички, малку сол по вкус и малку бибер по вкус. А водата ја имаме во потребните состојки, доколку сакате чорбата да е поретка, тогаш ќе ставите уште малку вода. Но, при послужувањето на чорбата, ќе ви кажам како вообичаено јас ја послужувам, ставам неколку коцки мраз, наместо вода, неколку коцки мраз, ќе го видите тоа на самиот крај. И за сето ова да го направите, ќе ви треба еден блендер до вас. Значи, колку сте во семејството, оваа супа вообичаено е за 2 особи, кои што сакаат стварно да се насркаат. Ако јадете 4, тогаш ставете 3 краставици или 4, дуплирајте ја дозата. Сега ќе преминеме на приготвување. Значи, вака на крупчиња ја сечкаме краставицата и ја ставаме во блендерот.
Ке си имате и едно тенџере за да можете се да споите, доколку бокалот на блендерот ви е помал, имајте си тенџере, па парцијално блендирајте и ставајте и на крај ќе ја споите. Сега ќе ставам кромит, црвен кромит. И малку ситно сечкан магданос ќе ни треба само за декорација горе на чинијата супа што ќе биде послужена. Сега ќе ставам половина од сето ова, затоа што имам уште една краставица, половина јогурт ќе ставам. Ќе ставам кисела павлака или кисело млеко. Јас ќе комбинирам, ќе ставам малку кисело млеко, малку павлакот и повеќе сакам кисело млеко. Ете така. Сега ќе ставам малку сол, еден прстофат сол. Ако треба потоа ќе додадам уште малку биберче. Така. Копар. И малку мешан сув зеленчук. Ќе го ставам тука и лукчето. Значи, речи си и да не се чувствува. Ете така. Ќе ставам една лажичка алкохолен оцет и 2 лажици ќе ставам маслиново масло. Сега ќе го пуштам малку, само ќе капнам водичка, малку. Ете така. И сега ќе го пуштам блендерот да го изблендирам. Доволно е. Еве супата. Сега ќе ставам уште малку да изблендирам краставицата, другата, и само ќе ја додадам овде. И остатокот од киселото млеко, павлаката и јогуртот. Уште малку ќе додадам копар. Малку сол. Така. Уште една лажичка маслиново масло. И ова кога ќе го изблендирам, ќе пробам да видам дали е доволно насолено. Ете така. Доволно.
Вкусно е. Така. Верувајте, на кого ја кажав оваа рецепта, со задоволство често ја прават. Често ја прават супата. И сега само ќе пробам да видам дали е доволно и ќе ја ставам во ладилник 1 час пред да биде послужена. Еве колку треба да биде ретка, она доаѓа како крем супа. Убавина, убавина. Не и треба ништо, ни сол, ни бибер, ни ништо. Ја носам во ладилникот, а потоа ќе ја пробаме. Еве, драги мои, како ја послуживме студената чорба од краставица, летна супа од краставица. Значи, не мора секогаш да го палиме шпоретот. Можеме да имаме прекрасна студена супа на овој начин. Ја наросив со малку макдонос, еве сега ја промешувам, нека биде свеж и ја чувам во ладилникот. Исто така послужив и малку препечено лепче, брускетчиња, можам да ставам 2-3, така, но нешто што најповеќе ми се допаѓа, тоа е што можам да ставам мраз во чорбата и да ми биде уште постудена. Значи, ова е прекрасна комбинација. Верувам дека на многумина од вас ќе им се допадне. За вкусот не можам да ви опишам колку е убава. Леле, колку е вкусно. Копарот си го направи своето. Па со печеното лепче. И кромидот не можете да го почувствувате. Ова е лудница од убавина. Верувајте дека летово ова ми е омилена супа. Дури може и како главен оброк да ви биде и ќе се чувствувате и најадени, сити, но ќе ја почувствувате и свежината што ја дава оваа супа. Прекрасно нешто. Ве поздравувам, драги мои, до следната емисија Вкусот на традицијата. Топло ви препорачувам да ја направите оваа супа. Ќе бидете воодушевени од тоа што ќе го пробате и што ќе му се насладите. Драги мои, вела дека повремено треба да си закажете состанок самиот со себе, да си се поканите на кафе. Тука ќе откриете многу работи во мир и во тишина. Тука ќе откриете многу нешта за кои што не сте ни биле свесни. Едноставно на крајот ќе забележите дека сте сепак прекрасна личност. Уживајте во денот. На здравје. До следната емисија Вкусот на традицијата.